Thank you. Thank you. Your message for the referendum here in Štip was very clear. You asked people to vote on this referendum. What if the census is not fulfilled? Again, the most important thing is that people use their democratic rights and participate in elections, in referendum. Every vote counts, and this should be clear, in particular if it's about such a fundamental issue. Let's cross the bridge. I'm very confident that there is a positive outcome, but it's finally, first and foremost, the sovereign decision of the people of the country, and this is something one has to respect. But afterwards, politicians have to take their conclusions and have to take the decisions. Мислам дека тоа што е важно да се потвлече дека тука се работи за демократското право на сите граѓани и се разбира демократското право на секој граѓанин, тоа значи да се учествува без разлика дали се избори или дали е референдум, како што во конкретниот случај. Се разбира дека граѓаните мора да го искористат своето право на глас. Значи тоа е многу јасно, морам да бидам јасен, тоа не едно во овој контекст се работи за едно фундаментално прашање, како што е прашањето за референдумот. Меѓутоа, јас повторно би рекол првин да го преминеме мостот, па да видиме после што ќе се случи. Меѓутоа, јас се уште сепак сум убеден дека исходот од референдумот ќе биде позитивен. Мора да го почитуваме сувереното право на граѓаните на глас и таа одлука ќе мора да се испочитува од страна на сите и потоа се разбира дека политичарите ќе треба да се справуваат со последиците и соодветно на тоа и да донесат одлуки. And you have comments about information about the Russian influence on the upcoming referendum. Well, there are a lot of rumors. I don't want to comment on this. Europe and the country itself should be much more self-confident. We are the big player. If I look at the trade relationship, so 75% of trade is with the European Union, 75% of foreign financial investments are from the European Union. So it's obvious who is the economic power in the region, but it's not only about economic elements and aspects, it's also about European values which we share together. Значи, има многу коментари во врска со ова, меѓутоа сепак јас не би сакал да коментирам. Мислам дека самата Европа и самата земја треба да бидат по-самоуверени во овој поглед. Мислам дека е веќе јасно кој е големиот играч во овој контекст. Тоа е Европската унија. Се разбира дека 75% од трговијата кој што вашата земја има, тоа е со Европската унија. Исто така 75% од финансиските инвестиции кои што се финансираат или се даваат на вашата земја повторно доаѓаат од Европската унија. Мислам дека е јасно дека Европската унија е најголемиот или најголемата економска сила во овој регион и не се работи тука само за економските елементи, туку исто така се работи за европските вредности кои што ние сите ги споделуваме заедно со вашата земја. Thank you very much, and I would like to see some of you as correspondent in Brussels. Thank you. Thanks. Значи би сакал да ги видам некој од вас како известувачи од Брисел. Okay. Thank you. Ciao. Thank you. Bye.